Идејата за овој бизнис дојде како резултат на моето долгогодишно искуство со производство на сокови и производство и флаширање на вода. Местото каде што ни се наоѓа објектот се утврди дека има неограничена количина вода, подземна, испадна дека местото е погодно за... Камбер Фетаи во 2009 година сакал да отвори бизнис со ароматизирана минерална вода на локалитетот Долно Ложани во село Галате, општина Врапчиште Гостиварско. Планирал 20 на вработувања. Се зафатил со работа. За да го направи проектот ги обезбедил документите од Министерството за економија, општината и Заводот за индустријска сопственост. Неговата фирма Гудаком требало да нарача специјална линија машини од Турција за да ја произведува водата. Парите за машините ги побарал од НЛБ Лизинг. Банката следната година го известила Фетаи дека ќе му ги финансира машините од Турција со приближно 250.000 евра. Ми отидовме од Турска и ги нарачивме машините. Подпишавме договор со производителот, истиот договор, откако се вративме од Турска, го приложивме у банка и ги запознаевме дека имаме најдено машини кои ќе се произведат во рок од 4 месеца од прилика. Турскиот партнер изрази надеж, желба, да дојде и да се увери во нашиот документ што го носиме од банка, лично у банка. Дојде, го прими Марија Танаскова, референт задолжена за нашиот проект, им рече дека имате среќа што вашиот партнер е целосно поддржан од наша банка и може да продолжите со производство на машините. Тој уплатил 80.000 евра капар и почнало производството на машините. По 3 месеци стигнале машините за вода во Гостиварско. Ја известил банката дека пристигнале машините за да ги заложи, а банката да му ги исплати парите. Фетаи приложи имејл комуникација во која НЛБ Лизинг ја известила турската фирма дека им требаат неколку дена за да ја завршат обврската за исплата. Но наместо проценка на машините за исплата, се случила друга ситуација. Не вика во банка и кажува дека ќе подпишеме едно барање, за нас беше као барање, а они сега кажуваат дека бил некој барање за лизинг, а мене ми кажуваат дека ќе поднесеме барање за исплата на средства во централа во Љубљана. По ова следувал шок за Фетаи. Во врска со барањето за лизинг, за набавка на машини за производство на вода, сакаме да ве информираме дека истото е одбиено. Врз анализата на целокупната доставена документација, финансиските извештаи, направените проекции, барањето не се одобрува. Значи, откако машините се дојдени, откако трошковите се направени, ништо не презема претhodно, него сега констатира дека не може да се финансира проектот. Фетаи не ја добил правдата и на суд. И граѓанскиот и апелациониот суд потврдиле дека тужениот НЛБ Лизинг не е виновен. Тој рече дека била сменета судиката за предметот, а судијата Улбер Хасани по неколку рочишта, без да ги сослуша нивните сведоци и вештачењето кое во нивна корист, донел одбивателна пресуда. Колкава е вкупната штета која што судскиот вештак во неговата анализа, односно стручен наут и мислење, ја определил? Целокупната штета што сме претрпиле од губење на бизнисот, губење на средства, губење на аванс, губење на инвестиција е проценета на 30 милиони денари, од прилика 600.000 евра, кои треба да ни се исплатат као штета претрпена во нашиот бизнис и во наша фамилија. Тој сега правдата ја чека од Врховниот суд. Од НЛБ Лизинг не одговори на прашањата и барањата за изјава кои им ги испративме. Едино што останува као надеж е новата настаната ситуација во нашата држава, каде што се надеваме дека со темелни реформи, со најмалку правдата на свое место, да дојде и до нас.